Над 40 еминентни жени лидери во улога на панелисти и преку 300 учесници од 5 континенти. Креатори на јавни политики, дипломати, представници на корпоративната елита и новинарството беа дел од глобалниот самит на жени лидери, кој што се одржа за прв пат во Скопје. Домаќин на самитот беше Сојузот на стопански комори на Македонија, а мојот гостин денеска е председателот Данила Арсовска, жена лидер. Добар ден за вас, благодарам што ја стартуваме оваа работна недела заедно и за прв пат организиравте глобален самит на жени лидери, кој што викендов се одржа во Скопје, во петокот и саботата. Па еве ќе направиме едно резиме како помина на стартот на работната недела. Беше ли тешко да се соберат толку жени на едно место? Најпрво да ви се заблагодарам за поканата и искрено да ви кажам на наша изненаденост, навистина немавме никаков проблем сите овие жени лидери да ги собереме на едно место и тоа гостинки од 5 континенти, буквално гостинки имавме од Австралија, од Америка, од Азија, гостинки имавме од Африка исто така и нормално од Европа. Најбројни беа оние од Европа во секој случај, меѓутоа навистина сме горди затоа што овој глобален настан успеавме еве оваа година да го донесеме во Република Македонија и да го организираме успешно за прв пат. И покрај динамичното секојдневие кој што еве во најголем дел на работните обврски си го наметнуваат, но тука си обврските на семејството повеќето од жените кои што и беа всушност на глобалниот самит жени лидери се веќе реализирани во семејство, со брак, со деца. Колку е тешко да се успее во сето тоа и да се остане на чело на некоја позиција? Добро, во секој случај, секоја од дамите кои што беа тука ја има истата забелешка дека најпрвен жената по својот, да кажеме, статус се разликува од мажот затоа што нели во својот живот треба да формира семејство, не е во можност ни целиот свој животен век подеднакво да се посвети на кариерните обврски како што можат нели тоа и да го направат мажите. И затоа можеби треба и нешто повеќе да се потрудат да успеат да опстојат на оние лидерски позиции кои што ги стекнале и да ги задржат всушност оние лидерски позиции кои што ги стекнале, за да бидат лидери секоја во својата област во која што работи. Имавме можност да слушнеме на вистина интересни приказни, лични искуства, апсолутно секоја од нив на свој начин инспиративна. Ки извоите ли некој од нив кој што особено ви остави ете така впечаток? Ако ви кажам дека од сите 40 дами ниту една не можам да подвојам, дека сите беа толку убави, инспиративни, приказни, посебни на свој начин, она кое што не изненади е дека ниту една приказна не беше иста со другата, секоја се имаше осврнато на некој свој дел од животот кој што навистина ја оставил печат и баш поради тоа што се работи за 40 различни дами, успевме да слушнеме и 40 различни приказни. Секако нашла својот пат до успехот. Вие велите за себе особено сум горда што успеав да го освојам и вториот мандат како председател на Сојузот на стопански комори. Колку беше тешко да стигнете и да одржите таа позиција? Кои се препреките? Ми е прашањето со кои што жените се соочуваат, еве, ајде ќе зборуваме за македонското општество, за да останат на чело на такви позиции. Добро, во нашиот случај, односно конкретно во мојот случај, можам да кажам дека беше сплет на повеќе работи, а тоа е дека најпрвен ја имав, што е доста чудно за нашите услови, односно за Република Македонија, најпрвен имав еднакви можности да стигнам таа позиција, се борев со еден исклучителен господин, маж за таа позиција. И нормално откако успеав да дојдам на позицијата, мислам дека бидејќи беше заслужена, никој немаше проблем со тоа да дозволат на чело на нашата организација да биде жена лидер. Понатаму верувам, бидејќи ми беа дадени овие еднакви можности, успеав да се изборам и да докажам дека жените можат, буквално подеднакво добро, исто како и мажите, да се снајдат на оваа позиција, бидејќи во корпоративниот свет навистина нема многу жени. А може би во одредени случаи, бидејќи мажите си се еден на друг и конкуренција, тука ние тој проблем меѓу себе го немавме и затоа ми сметам дека подеднакво успешно како било кој друг, дури и во некои случаеви и подобро ја работам својата работа. Велите имавте исти можности, не секогаш жените ги имаат истите можности кон патот, кон успехот. Кои се пречките со кои што еве најчесто се среќаваат?
Апсолутно, ова беше и една од клучните забелешки кои што произлегува практично како заклучоци од овој глобален самит за 2017 година на жени лидери, а тоа е дека не е толку проблем за дамите да се покажат во тоа колку се тие квалитетни и не е толку проблем тие да дадат и повеќе труд и да вложат во себе и да дадат од себе, колку што е до тоа да стигнат до еднаква можност да се изборат за позицијата која што ја сакаат. Оно кое што сме го зборували и досега е дека ете во политиката жените, дамите, лидерите се имаат изборено да имаат своји позиции, некаде над 30% во политиката од местата од позициите се жени, дами ги водат. Меѓутоа, оно кое што беше интересно да се слушне е дека во одредени земји дури ги има истата квота, ја има и со околу 50%, што е навистина чудовнавидувачко и сметаме дека е навистина голем успех. Во приватниот сектор тоа за жал не е така. Тука кај нас можеме да кажеме имаше некои прашања во врска со еднаквоста на тоа колку жените се подеднакво платени како и мажите во Република Македонија. Значи, повторно напоменуваме, не е проблем жените да бидат подеднакво платени. Проблем е да им се даде еднаква можност да се покажат и да стигнат до онаа позиција до која стигаат мажите, па да бидат платени подеднакво колку што се и жените. Велите, еден од заклучоците беше толкому тој за еднаквите можности. Што ќе издвоите како значаен заклучок од глобалниот самит? Па сега не би сакала нели однапред да ги кажувам и да ги најавувам, затоа што сите заклучоци кои што произлегуваат глобалниот самит сега во овој момент се сумираат и ќе бидат на глобалната платформа која што постои веќе од повеќе од 90 држави во светот, ќе бидат промовирани, како и овие посебни 20 дами кои со посебна покана беа оваа година има всушност таа можност да бидат вклучени од овие дами лидери и се навистина исклучителни жени, исклучителни дами. Се надеваме дека во наредните години ќе успееме да добиеме поголем број на места од оние дами кои што ќе можат да се вклучат на оваа глобална платформа. Еве според вас, што е клучот за успехот? Каде е клучот за успехот? Нема единствен клуч за успех. Многу голем број од дамите со кои што разговаравме, а сега се работи сепак за исклучителни индивидуи, покрај сопствените квалитети, покрај тоа што навистина вложиле многу во сопствената работа, можеа да потенцираат дека има и голем број на други фактори. Голем број од нив имале и многу среќа да се најдат на тие позиции каде што се нашле, голем број од нив едноставно се склопиле куцките да им дадат можност да се покажат и всушност да испливаат и тоа да им биде почеток на кариерата каде што понатаму прогресирале и стигнале до онаа позиција која што ја имаат. Многу беше значено исто така да ви кажам дека имаме навистина голема поддршка од светските лидери. Како што знаете, во овој момент во светот имаме навистина дами кои што позади себе имаат оставено силна трага, како што е кандидатот за претседател на Америка, госпоѓата Хилари Клинтон. Имаме канцеларка во Сојузна Република Германија и исто така жена претседател во Република Хрватска, Колинда Грабар-Кизаровиќ, која што исклучително ни дава поддршка на оваа наша иницијатива. И денеска би сакала да се заблагодарам за истото и се надевам дека ќе продолжиме да бидеме исто така силни, храбри и ќе покажеме дека во Република Македонија можеме. Истото како што го напоменавме на самитот, дека можеби на некоја од овие дами, особено од оние кои што беа вклучени во делот на градењето на јавните политики, ќе видиме во иднина и како премиер на Република Македонија или како претседател. А велите токму на тие клучни позиции, едно ваше истражување па вели зошто треба да составаат да бидат жени? Знаете како, нашите истражувања кои што ги имаме имаат навистина позитивни бројки во однос на најпрвен карактерот на дамите, односно карактерот на жените кои што стапнуваат на овие клучни позиции. Она кое што беше навистина убаво да се слушна кое го презентиравме на овогодинишниот самит беше тоа дека жените се 4 пати помалку подложни на корупција за разлика од мажите. Значи, тие се бројки на кои што, еве, сега во овој момент кажувам дека треба најпрвен да сме горди, прво, нели, да не елаборираме зошто е тоа така,
Меѓутоа, карактер на дамите се многу помалку подложни на корупција и ова е нешто за поздравување и можеби и тоа е една од причините зашто дами би требало да бидат на вакви водечки позиции. Ќе се вратиме повторно на македонското општество и на тоа колку жената успева да се реализира во сите области. Има ли професија во која што жената нема можност да се реализира? Кај нас? Област. Зборот можност кој што го спомнавте е тој кој што е многу деликатен. Значи, жената може секаде да се реализира. Можностите пак во овој случај кој што го спомнавте се други. Инаку не верувам дека би се осмелиле да кажеме дека има некаде каде што жената не може. Имаше ли таква некоја ситуација на жена која што не успева да исплива во некоја професија која што и според нашите, може слободно да кажам, некој балкански синдром мислење дека не е местото на жената во таа професија? Во буквална смисла на зборот, на овогодинишниот самит, практично на овогодинишниот самит, сите дами кои што беа присутни беа пример за успешни жени, за реализирани жени, за жени кои што успеале да се изборат за позицијата на која што се наоѓаат. Буквално во сите професии имавме дами од бизнес секторот, дами предприемачи, лидери во новинарството, имавме дами кои што се креатори на јавните политики и тие сите беа навистина реализирани во нивните, да кажеме, приказни. Можевме да слушнеме дека патот е тежок, трнлив, меѓутоа секоја од нив успеала да го постигне тоа што го имала зацртано. Вие веќе го работите вториот мандат на Сојуз на стопански комори, велите имавте можност да го освоите, сте особено горди на тоа, но жените во патот до успехот, велите, мора да се реализираат и прво семејно, односно да влезат во брак, да родат деца, па тука доаѓа и породилното отсуство, имаше и полемики околу тоа дали мажите треба да земат породилно отсуство, па жените да работат, односно мажите да ги чуваат. Што мислите вие за тоа? Ќе се срушат ли некои бариери во поглед на тоа? Сега искрено сметам дека прашувате погрешен човек по основ на ова прашање, бидејќи јас не сметам дека мажите треба да земаат мислам дека треба да земаат породилно отсуство. Најпрвен затоа што да го откраднеш од жената она чувство да станеш мајка и да бидеш да се оствариш на тоа поле, не би требало да биде скратено на ниту една жена. Мислам дека покрај тоа што можеби ова не ги скратува можностите на професионален план да се реализираме целосно како што се реализираат мажите и бидејќи исто така е ова причина да не бидеме во еден континуитет на своите работни позиции и кариерното можеме да го изградиме буквално без прекин тоа кое што сме го зацртале, да не ги прекинуваме своите работни активности. Сметам дека на ниту една жена не треба да биде ускратено правото во целост, значи да може да биде дома, да биде и сопруга, да биде мајка на сопствените деца и да го почувствува практично мајчинството, кое што за мене е незаменливо чувство. И токму тоа е кога ќе се успее во тоа, ќе успееш да се реализираш себе си професионално. Навистина треба секоја жена да се осеќа горда на себе. Нема да изостане да ве прашам вие како водечка деловна мрежа на малите и средни предпријатија, Сојузот на стопански комори. Ваша изјава беше викендов особено впечатлива дека економијата во изминатите 2 години, а и во моментот се наоѓа на апарати на реанимација. Со оглед на политичката криза, до кога ќе опстои? Што мислите вие? Повторно деликатно прашање. Вистина е тоа, за викендов имавме една можност токму на глобалниот самит на жени лидери да дискутираме на ова прашање и имаше навистина провокативни прашања. Не знам дали сте информирани и знаете, меѓутоа уште пред повеќе од 2 години јас бев првата во Ману на една јавна дебата која што истакнав дека тогаш беше се уште политичката криза во надзирање, дека оваа политичка криза ќе остави долгорочни непоправливи последици врз македонското стопанство и врз економијата воопшто. Како што знаете, во моментот политичката криза не е единствен проблем. Значи тука и мигрантската криза, кризата која што се прелива од нашите соседи кај нас, која што е на економски план, и сето тоа има влијание да, особено во Република Македонија, компаниите се соочуваат со потешкоти во сопственото работење. Дека е тоа одржливо, јас верувам дека не е, бидејќи веќе ги гледаме првите проблеми од аспект на неликвидност на компаниите. И навистина е тешко, комплицирано. Можам да кажам дека дури помош на собствени ресурси и се што имаат компаниите вложуваат во тоа да се задржат на
сопствените позиции и многу поразително е тоа што не успеваат, односно не успеа во изминатите 2 години сето она кој што им беше планирано и зацртано да го направат од аспект како инвестиција, да го успеат да го реализираат во рамки на сопствените компании. Тоа се навистина поразителни податоци, дека не можеме да се посветиме на раст, дека не можеме да се посветиме на развој, дека сите оние лица кои што работеле и граделе во приватниот сектор не можат да се посветат на тоа да ги развиваат своите компании, туку се буквално се ставени на машини за реанимација, тоа е веќе патот кон пропаѓањето, да кажеме, затоа што наместо да се стимулираат со мерки да ги пораснат своите компании, тие се оставени настрана и да се борат како знаат и умеат, додека оваа политичка криза зима се поголем замав, а јас колку што гледам истата и нема некоја скора разрешница. Велите, проблемот ќе се реши кога ќе се реши политичката криза? Економијата ќе може да оди напред за малите предпријатија? Економијата во секој случај не може, туку мора да оди напред. Тоа сум сигурна дека ќе се најдат модуси како да се отпочне, меѓутоа лошото е во тоа што во овие 2 години ние се вративме многу наназад. Наместо да се посветиме на тоа што сме го имале досега, да го надградиме, да го инвестираме, да реинвестираме, во овие 2 години ние бевме навистина во една ситуација каде што бевме приморани во буквална смисла да се ставиме во одредена офанзива и да седиме да чекаме разрешница на она што ќе се случи, да можеме да се посветиме понатаму, да кажеме, со некоја желба на сопствената работа. Тоа е навистина поразително и како што и напоменав, и покрај тоа што во оној момент кога ќе се заврши оваа политичка криза, не знаеме кога ќе биде тој момент, сигурна сум дека македонското стопанство ќе има одреден свој раст. Меѓутоа, дека ќе го постигнеме она што сме го планирале, нема, бидејќи последиците од ова што се случуваше во изминатите 2 години уште долго ќе ги чувствуваме. Даниела, ви благодарам за гостувањето денеска. Се најдам дека и овие пораки на крајот на вистина еве сите очекуваме да се реши таа состојба, да може од секоја област да се продолжи да се оди напред кон зацртаните цели, а вам како жени лидери ви посакувам само да одите напред. Благодарам. Почитувани за кусо на други содржини.